Ајде, вон. За прв пат класика во живото и не е лошо за мене во живото. Другари, другарки, Марија Јанчулеска, виолинистка и професорка. Сега тока и да го оставиме, требаше да смислиме пред да почнеме. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Како си? Фала за поканата. Мене ми е задоволство, нема за шо. Ќе повелиш и друг пат живи и здрави, тогаш појќе ќе спремиме сега малку и се мачевме на почетокот. Сме ги сгрешили во договорањето тоналитетите, тоест јас изгледа треба да си купам нов диоптер на очари, ти убаво си пишала хала, јас ја научив од Деј, после трансплантација, да ќе речем. Транспонирањето ни одеше малку, тоест мене ми одеше потешко и затоа накрај ќе ни свири сама. Нема проблем. Не е страшно то, фала ти што еднаш што дојде. Кажи ми, сакам да го почнеме... Искрено не очекував дека некој би помислил на мене. Па види, како на почеток ја почнав првата епизода непотистички, тука беше човекот со кој што ги работиме овие работи, а ти си, не знам, покрај моја нашата вододримаш прва пејачка и така натаму некако влезе, пошто си многу блиска, како се вика, фамилиарно некако влезе, идеше на секоја свирка, мислам дека уште идеш на скоро на секоја свирка кој ќе дојдеш. И така да сакам да имам класичар, сакам да ви имам сите музичари во емисија. И не знам, пошто некако тргнав машко, женско, машко, женско, машко, женско, минатата емисија го снимавме Методија Костовски, мене Кецо, и сега ми требаше женско и реков класичар сакам, и кој класичар? Сакам виолина, многу сакам виолина. Така да сакам многу. Да, кажи ми како почна со... Дел од мене чувствува. Кажи ми како почна со виолината. Па, јас потекнувам од музичко семејство, не знам дали ги знаете, баба ми и дедо ми. Илија Јанчулески, раководител на градски дувачки оркестар, на хора Света Петка, мислам се викаше, или Свето Благовештение, не сум сигурна. Значи, сите хорови, професор по хармоника во музичкото, трубач, тромбонист, исто во Мирчајаца гимназијата, водење на секакви мешани машки женски хорови. Баба ми Надежда Јанчулеска, професорка по пијано, исто во музичкото училиште. И исто и брат ми. Значи, ние двајцата сме го наследиле талентот. Така да немаше некој голем избор што да бидеш во живот. Да, уште од мали нозе. Ствари, тие не насочија. Тие се тие што ни го всадија то чувство на вежбање, значи со баба ми ја се вежба. Сето тоа дур да стани навика треба време и посветеност од страна на и на родители, на семејство, на професори од сите страни. Сакам да ми кажеш како точно, дали се сеќаваш како падна точно изборот на виолината, затоа што се смета дека е најтешкиот инструмент за свирење. Дедо ми сакаше да свира многу виолина, па баба ми беше насочена кон флейтата. Ама памтам на еден новогодишен концерт, професорот по флейта ми ја стегна раката. Одам дома, викам, јас нема шанси кај тој професор да бидам, многу ми ја стегна раката на виолина, че си И тоа беше клучното, мислам. Значи, траумата од професора по флейта те насочи кон виолината. Добро, не сгрешив. Денес си професорка по виолина
Да, да. Да. Веќе трета година сум во нижото музичко училиште. Така, си членка на камерниот оркестар во Битола Да, исто како хонорарец сега, ако стане институција официјално. и си членка или валјда сте сите три, две, некојаш ве гледам две, некојаш Сега три. сме три, трио. String Ladies, така? Strings Ladies, да. Значи, колешката Милена Марковска на виолина и контрабасистката Александра Чурковска. Свириме на... Не е поприродно виолончело да биде покрај ама виолините, ние немаме овде, посебно Битола, Прилеп Имаме една немаме. виолончелистка во Прилеп. Имаме Андријана, Да. ама таа си има свој дуо, така? Така, да. А сакавме да бидеме женски сите, ама и по специфично е. Многу контрабас. интересно изгледа тоа, Да, женски, да. не знам Баш дали на е сите дуо, свирки дали ми ја е бара трио, Лезе. дали е... Извинете, дали контрабасистката ќе биде на свирката? Да. И кажем што свирите приеми најверојатно Да, претежно на свадбени прослави, евенти секаков вид, Да. Кажем што свирите на а претежно класика. претежно класика, значи Да. некои по на ниво настани, да Да, речеме, да. онака или на крајот на криштата може да биде онака за време на приемето или за време на вечера, дори си Значи, Или- зависи од свадбата. така, зависи од барање. Зависи од барањето, зависи од евента, а ние свириме на повисоко ниво свадби. Така. Кај што сака да слушне уба музика. Така. Сега сакам да те прашам една работа покрај Strings Ladies. Дали некогаш ви паднало на памет да влезете во поп водите како онака како гудачко трио. Затоа што има еве да речеме ми паѓаат две такви женски квартети, Салут Салон и Бонд. Да, за Бонд сум слушнала, да. Супер популарни, прават концерти низ цел свет, преработуваат популарна музика. Овие што се со виолончелистите двајцата како се викаја, Тучелос, Хаустор и да, Тучелос. Ви паднало на памет? Следен чекор што е, сакаме да снимиме песни на матрици, значи популарни некои си песни, за да можеме и, еве пример за на свадбени прослави, да свириме на вечера, да не е класика како што си нудиме. Да е малку И кој ќе ми позабавно дојдеш во емисија да за можеме да публиката. свириме. Да. Планираме, да. Па ќе видиме понатаму, може и некој свој авторски нешто. Тоа е супер. Да. Па тоа е супер. Само чекор по чекор сега. Битно почнавме да правиме нешто. Кажи ми како се случи камерен оркестар или камерен оркестар Битола, да, членството таму. Јас уште во средна, втора, трета средна ме викна професор Никола Трајновски и Валентин Наумов. Свиревме, памтам, новогодишен концерт со диригент Оле Фифи. И понатаму толку почнеа сите свирки, концерти, класики, поп, рок, се и се што со нив свириме, буквално се. И се ги чувствувам како фамилија своја, многу си ги сакам и се радувам на секој концерт со нив. На секоја проба, дено поминат со нив ми е уживање. Ти си прилепчанка, камерниот оркестар е битолски. Според тебе работиш во Прилеп, во музичкото училиште, дали на Прилеп му треба еден таков оркестар? Дали има почва во Прилеп за еден таков оркестар? Не знам. Според мен е тешко. Еве ги гледам, јас според децава тргнувам од децава. Од 17 ученици 2 имам подобри, што одиме и на надпревари, освојуваме награди, а другото сето е сведено на Да си го помина денот, часот да помини. Јас незадоволна, детето незадоволно, никој незадоволен. Многу тешко, значи тоа што викам јас, навиката за вежбање секој дневно, дури да се створи, тешко. Многу. Значи, ретко кој знае дека виолината и особено секој жичен инструмент станува збор за кожан на метал. Дека е исклучително болен процес. И тоа треба да му се каже на секој дека јас да 2 се дена да не вежбам, одма болка имам во веднаш прстите. боли. Да. Значи, сериозна
прво сериозен физички напор. Не е ова да си го поминем ден. Убаво е да се и ова е убаво што го кажа. Океј, запишете ги децата. Донесете ги, ама немојте со сила да ги терате. Да, има и со сила некој што ги носа како да не престои се рачи на музичкото. Музичкото училиште како дневен престој. Супер. И така секој си го губи времето. Најверојатно. Тоа не може да се случи со да стане некоја институција овде камерна, заради тоа што немаме прво виолончело. Професор по виолончело во музичко. Так. Многу чудно. А Андријана е невработена. Значи не само Андријана работи виолончело. моментално во Кире Гавриловски како не знам како помагател за некои деца таму. Виолончело. Цел град има еден кларинет. Во Кавадарци има 4 професори по кларинет. Значи ако се сака се може, ама Ама нешто има. Или ко репетиција немаме во музичка. Тоа е чисто сериозен проблем. Професорката Христина е на сите страни. Дали нас да свири со нас, дали да му предава на детето, дали значи на сите страни се и мора да се обезбеди. Посебно овие неколку работи мора да се обезбеди музичко ако сака да се напредува. Ај сега малку да ја развеселиме темава, свативме колку е лоша ситуацијата во музичкото училиште, се надеваме. Ама како тука ни е Битола, теа. Ама значи, види, не е работата за Битола, работата е дека навистина јас не се согласувам дека нема почва, мислам дека е само лошо обработена сега за сега. Почва има и треба правилно да се обработува за да дај плоди. Сега ве те прашам една работа, с ношти си го правевме, дури договаравме некои работи на месенџер и ќе ти го поставам баш така прашањето. Дали би му свирала во кафана некој на увце или побрзо би му устерала со гудалото окце? Леле, јас многу сакам да знам да свирам народно. Да. Многу сакам. Ама тоа е, значи ние класичариве сме како коњине. Насочени кон едно, дај минути се ќе ти свирам. Ама вака треба работа. Значи за се треба работа. Така. И многу сакам, стварно. Ама Да. дека тоа би го правела, не. Значи повеќе Ама би му сакам да устерала знам. окце на некој толку. Види, во секој случај секоја музика си има своји убавини. Барем убавата музика се имам ја еден другар кој што вели нема лоша музика, ја не се согласувам со тоа, затоа што ако нема лоша музика нема да знаеш која е добра. А добра постои, така? Чим постои добра, мора да има и лошо. Сега што има луѓе кои што апсолутно можат да свират од Моцарт до Аца Лукас, јас не знам дали да им симнам капа или да ги анализирам, не знам. Симнувам. Не знам, не сум начисто. Не сум сигурен. Зашто сепак за да го свириш Моцарт треба сериозна посветеност. Да. Треба, значи, и знаење многу, и вежбање многу, и жртви многу. Сега, точно е дека и овие што свират турбофолк има меѓу нив неверојатни инструменталисти, виртуози. Да, посебно вчера го слушав интервјуто со колегата Димитар Михајловски. Значи, тој е виолинист што свири се. Значи, во филхармонија е вработен, свири тезги, неверојатен инструменталист. И на такви луѓе како него му симнувам као. Има, например, луѓе кои што се познавам јас такви, особено гитаристи кои што се одлични, ама сепак се држат до некакво ниво. И покрај тоа што можеш и, не знам, и поп, и джез да е, ако е во кафич, ако е за, не знам, некој 10.000, 15.000 денари од бент е тезга, ама пак се држи нивото на музиката која што се свири. Реално, не знам, турбофолкот некако, не знам како не се презаситија. Посебно Прилеп, значи нема место кај да излезеш. Сето е турбофолк. Сето е по кафани. Тоа млади луѓе по кафани. Да, окей, супер, да излезеш да касниш ребро и не знам, да се напиеш едно пиво. Еднаш, ама на долг период. Ама нон-стоп. Така да се да се опуштиш, ама тоа нон-стоп да е секој викенд, петок, сабота, не можам да ги сватам јас. И затоа не излегувам многу често. Оти нема каде.
Нема свирки место квалитетни. две се свирки се на едно место се прават свирки, уште на едно две места има кај што знаеш дека ќе можеш да седнеш да разговараш, нема да ти ги распара ушите некоја глупост од Пинк или од Грант. И сакам уште една работа, сега не го планирав ова, ама сега ми текна. Кој е твоето мислење за нашите музичари кои што веќе 15 години од прилика, мислам дека почна и онака со кога сними уште Тоше Божилак, и тогаш наплив на снимање на македонски народни песни. Мислам дека сите ги има, сите песни снима. Кој ти е чувството за тоа онака односот? За македонски Да. народни? Да. Немам ништо против. Ама секој ги експлоатира до ја не велам да не си испен на свирка, ама да снимиш албум, ти сите ги имат сите песни снимени. Кој освен Тоше? Па не знам, после сите, тргнувајќи од народниве пејачи, сите ги сними. Next Time, да, ми текна Next Time го експлоатира. Тоа еве сега последно ќе и речем, меморија прави сега некој тоа се таков продава. медли. Вајда, Види не се- знам. Тоа Некако, сака да го слуша народот. ама народот да слуша тоа што ќе му понуда медиумите. Реално. Ајде да не ја чепкаме толку многу, да не се замеруваме со никој. Не го чепнавме професорскиот дел, малку го чепнавме од една страна, од друга страна какво е чувството кога ќе работиш со дете кој што е посветено. Неле, најубаво на свет. Едва и чекам да ми дојди на час. Заборавам да гледам на мобилен. Значи, со другиве деца гледам уште колку има времева да се истера час. Со нив заборавам, можем по цел ден. И ми ида многу идеи, многу начини да му го објаснам нештото, да го свата. И заедно учам, значи, со нив. Тоа е најважното, мислам, од Многу оне е. кој што го учиш, да учиш он него. Да. Тоа е взаимната И се енергија. изненадувам, сега што кажав, ова досега не ми текнало, ама инспирација сум добила на часот. Многу ба работа со дечинава. Мислев дека не сум за тоа на почеток, кога ме викнаа случајно влегов јас во Ти музичка. си многу млада, значи Да. од пред 3 години ти си немала ни 25 кога си почнала. Да, мислев дека нема да ми бива. Ама си го најдов местото. И се чувствуваш на свој Исполнета терен. сум, да. Чувствуваш многу е важно тоа за една работа, да се чувствуваш како дома, да си на свој терен и да ја владееш ситуацијата. А истовремено да си опуштен, да знаеш дека немаш опасност од некаде Да. ти се наштети на било кој начин, како и да звучи ова. Да, со дечинава, значи, чисти души. И јас се сведувам на нивно ниво, затоа и ме сака и ги сакам. Ама, не знам кој беше, ме праша некој, дали кога не би свирела, дали би била задоволна само од педагошкава работа. Така. Мислам дека нема да можам. Мислам дека тогаш тешко ќе ми биде и нема да бидам исполнета како што сум сега. Оти сега и свирам сегде по оркестриве, предавам, исполнета максимално. Ама кога би било само предавањето, мислам дека не би може. Ќе биде исклучително тешко. Се согласувам со тебе затоа што на крајот на краиштата, не знам дали ќе се согласиш со мене, јас мислам дека секој уметник на крајот на краиштата тие вештини кои што ги стекнал со тек на образование, на формално, неформално, со таа жртва со вежбање што ја направил, дека пред се ги прави за да ја пренеси на публика. А тек после сето тоа искуство да го пренеси на некој ученик и дали и сето знаење кој што ги има. Мислам дека секој уметник има потреба од сцена. И мислам дека таа Така е треба да биде. Ама за жал, затоа што на крајот на краиштата се спаѓаат во јавни работи, за што си вежбаш за дома. Океј, има еден куп луѓе кои што имаат она трема од сцена и така натаму, ама затоа си свират за по дома, не се професионалци, не се но пак, како што идам јас во твојата емисија,
Така треба и луѓето што си вежба по дома да го изнеса негде тоа. Ти веќе имаш обврска да одиш по емисија, затоа што ќе кажеш паметни работи, затоа што реално си просветен работник и си музичар кој што настапува јавно, така да дел од мојата комфорт зона. Ама мора, Така ама кој ќе ни да... каже за музичкото, за музиката, за виолината, ако не ти? Сигурно нема да викнам некој кој што се занимава со, не знам, со глума за да ни каже за виолината и за состојбата. Знаеш, од ендизмуват кажавме многу работи кои што му требаат на музичкото училиште без воопшто да ги како се вика. Ама нека види и тоа е најбитно супер го донесе овој мувет. Секој што се занимава со јавна работа треба да биде спремен на осуда. Да. Затоа што прво живееме во такво општество, judgmental или мала средина која што осудува, ама веќе кога си се напатил да работиш јавна работа, се занимаваш со уметност, треба да бидеш на некаков начин барем совеста на тоа општество. Така да кога ќе според тебе нешто не е во ред, да, ја например не знаев и зошто имаме невработен виолончелист, а училиште во музичко нема професор по виолончел. Зошто? Зошто? Или зошто има еден професор по гитара? Или еден Зошто треба децата да се враќа, да не иде на приеменот и го исполнува број професор на ученици? А имаме професори по гитара, тројца во градот. Комотно може да се вработи. Значи, ама ги имаме. Да, ги имаме. Ги имаме. Ама такво ни општеството. Па тоа е и затоа треба овие настапи од секој еден уметник, од секој еден просветен работник за да ги отвараме овие теми. Овие емисии на крајот на кристата пред се забавни, ама ќе го донесам јас таму мојот и си ги кажеме маките, не е проблем. Си кажавме. И тоа е најважно. Сега на крај, уште еднаш ќе повторам дека го сгрешивме тоналитетот и ќе не можам да те следам. Ќе те замолам Historia de un amor да ни ја свириш за крај. Леле шубо. И ќе ни ја свириш така сама, а јас ќе се обтегнам и ќе уживам. Ама кога после ова крај? Стварно? Ќе видиме како ќе се инспирираме од Доста е. Сега сакам да ми кажеш, пошто ми прати преđeска некак малку биографија, ама имаше малку работи кои што ќе се случува во иднина, видов идни концерти нешто. Да. Ај кажи нешто за тоа. Значи прв со String Ladies на 29 јуни мислечи, да, на 29 јуни со Никола Зацевски пејаче и неговиот бенд правиме хуманитарен концерт во Крушево во чест на Тоше Праевски. Следен со камерниот Битолски на 3 јули The Star Symphony на стадион Петар Милошевски. Сигурно ќе биде тоа спектакл. Сите прилепчени да си купа карти, да дојде на концертот, сигурно ќе биде. Ја ќе купам 3 карти. Супер. Ти ветувам и едната ќе му ја дам на Саша, а едната на Благица. Супер. Па се гледаме и таму. И ќе дојдеме обавезно и ќе направиме и репортажа за тој концерт. Се надеваме дека ќе биде така како што очекуваш, да биде големо, да биде грандиозно. Да. Ќе помогнеме колку што треба и медиумски да се
расшири, да разбере што е можно повеќе луѓе и да видиме нешто и така грандиозно и во Прилеп, немаме одамна видено. Па, реално. многу прилепчани иде на концертиве во Битола. Види, јас сум бил на концерти во Битола. Јас колку што можам одам и Скопје, работата е ото Прилеп треба да го доживее тоа. Па ќе речам, Прилеп заслужува. Прилеп чим те родил тебе, чим го родил брат ти. Значи, Прилеп заслужува да има такви настани. Само што треба да сме поддржани многу. Ама нормално работава е сите заедно вака да се собираме на едно место, да имаме заедничка идеја, а тоа е да расти културно овој град. Да, Тој ама сакав да кажам поддржано, пример од општина Прилеп, како што сите концерти се поддржани од општина Битола, од министерство. Па за да ве поддржат музичарите, за да не поддржат сите уметници, треба да сме видливи. Треба да сме. Треба да сме видливи. Ама ти свириш во Битола. Ти свириш во Битола, ти свириш со Lady Strings. И Не само со нив, и со Скопјани. така, и со Скопјани и така таму. Ама кој ќе се собери, не мора да се собери критична маса тука да речеме луѓе тука сме и постоиме. И да Прилеп ако одделува, не знам, општина Прилеп ако одделувала 5000 евра годишно за култура, која што е смешна бројка, не знам сега јас лупам со бројки, не знам точно колку одделува, ама реално гледаме колку се случува. Значи треба од тоа што се случува треба многу повеќе. Да, има убави настани. Лани, например, концертите, тоест трибјутите кај Дидот беа супер. Сега зошто годинава да не се направи успешен проект, нека се направи поголемо, нека се почне порано и нека се вложа многу повеќе пари. И тоа е тоа. Зошто само такви бендови? Нека направи трибјут Lady Strings на нешто, така? Да. Нека ве контактираат, нека има нешто такво, можете да се направи поголемо, со работка. Али затоа треба на крајот на краишта да знаеш на поговорка мајката му дава на бебето кој ќе почне да плачи. Така да очигледно ако си молчиме, нема да добијаме ништо, а вака ќе се подплакуваме од време на време. Сами ќе се најдуваме. И на крајот на краишта да треба да си го земеме тоа што е наше. Маца, фала ти многу што ми гостуваше. И тебе уште еднаш. Ми беше многу убаво. Многу убаво ми беше, за чудо. Ама ја ти реков дека ќе ти биде многу убаво, ќе забореш дека има камери, дека има микрофони и дека ќе си направиме супер муабет и вас фала ви што гледавте. Лайк, шер, subscribe. Ова ќе стане традиционално веќе и мемберси, ама току ќе имаме мемберс да не станете. Thank you.